Почитувани, ве поздравуваме од студиото на Организација Жена и ве покануваме да го проследите третиот подкаст во рамките на проектот за јакнување на правната сигурност на жените од руралните и маргинализираните заедници. Денеска имаме една интересна тема со уште поинтересни и подобри гостинки. Темата е меѓугенерацијска средба, односно меѓугенерацијски разговор за жените денес, влијание, промени и визија за иднината. На оваа тема ќе разговараме со моите гостинки. Виолета Арсова, председателка на Сдруженијето на пензионерите од Делчево, доктор педијатар во пензија, пријател на секое семејство, би рекла, во Делчево и символ или пример за искуство, истреност и промени низ времето. Драга докторке, добре дојдовте во Организација Жена. Добре ве најдов и сакам да и се заблагодарам на оваа организација која што се бави баш со овие проблеми кои што се интересни лично за мене како педијатар, бидејќи јас повеќе работам со жените, поготово сега со младите, кои што чуваат моментално деца. И мислам дека оваа организација не само што се бави со овој проблем, но учествува и во целиот општествен живот на нашиот град. Треба да биде пример на сите други невладини организации како треба да се работи. Благодарам за убавите зборови. Втората гостинка ни е Сузана Петровска, мојата драга колешка, долгогодишен активист за родова еднаквост и социјална заштита. Добре дојде, Сузана, во Организација Жена. Благодарам на поканата право и за можност да учествувам во овој денешен настан. Се радувам што еве конечно ние имаме Организација Жена која што претежно својата дејност ја насочи кон заштита на правата и унапредување на правата на жените, бидејќи ние досега немавме активна организација која што ќе се бави точно со таа проблематика и се надевам дека ќе продолжат со својата визија која што е многу добра, многу корисна. И овој баш настан денешен, ова наше снимање сега ќе биде еден поттик за да почнеме да зборуваме за многу теми кои што го тишти нашето општество и жените, поготово во нашата општина. Се надеваме дека ќе покануваат и понатаму интересни гости кои ќе разговараат на интересни теми. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Сузана, значи жените ние сакаме да бидеме гласни и отворено да зборуваме за општествените проблеми, потреби кои што ни тиштат. Сепак овој меѓугенерацијски разговор би сакала да го започнеме со актуелната состојба на учеството на жените во јавниот и општествениот живот. Сузана, имате вие пасија, би рекла, да ги собирате статистичките податоци и бројки. Што зборуваат тие и дали сте задоволни од учеството на жените денеска? Во текот на мојот работен ангажман, би рекла, и еве да не и работен ангажман во моето искуство со токму на оваа тема, податоците зборуваат дека имаме евидентен напредок во учеството на жените во општествениот и политичкиот живот. Колку сме задоволни од тој напредок ќе зборуваме за тоа. Јас само би кажала дека напредокот почна од 2002 година кога се воведоа квотите во изборниот законник. Значи, знаете дека тогаш за прв пат се воведе дека 30% од помалку застапениот пол треба да бидат на листите за пратеници, за советници и така натаму. Тоа беше еден прв чекор. Јас за моја среќа имав мал допринос во тоа, бидејќи тогаш учествувавме во тие дискусии, во тие, да не речем, разговори, убедувања како тоа да се направи најлесно и да биде најкорисно.
Значи, се отпочна со 30% на жените да бидат застапени на тие листи за подоцна, да се достигне тој процент од 40%. Се надевам дека ќе тој процент во иднина, па и во скора иднина ќе достигне до 50%, негде и го има во некои сегменти, но тоа се уште сите се држат на тие 40%. Значи, од тогаш евидентен е напредокот на жените советнички, на жените пратенички. Во делот, тие 40% се уште не се застапени во управувачките и надзорните органи на институциите, токму таму каде што се носат и би рекла мощни значајни одлуки за сите, не само за жените, и за децата, и за родителите, и за постарите лица и така натаму. Значи, тој дел се уште е помалку застапен во промената на јавната свест за учеството на жените, но имаме, еве ние јас за Делчево ќе кажам, значи имаме напредок голем во тој дел. Ако ние сме почнале со 3-4 жени во управувачките органи на локалните институции, да сега имаме веќе 17 жени кои што се во тие органи за науправување, зборувам за управни и надзорни одбори на локалните институции, за застапеноста на жените во Советот на општина Делчево, значи веќе имаме 6 жени, можеби го немаме тој минимум од 40%, но сепак е поголема бројка од претходно кога сме ги немале квотите во изборниот закони. Така да напредокот е евидентен. Во делот на избор на градоначалнички жени, морам со жалење да констатирам дека по локалните избори, еве сега 25-та година, имаме само 4 жени градоначалнички, што е под секој минимум и е поразителен податок, што говори за уште ниската свест на политичките партии, на раководството во политичките партии да кандидираат жени за градоначалнички, но тоа е некој друг сегмент кој што ќе го зборуваме можеби и во друга прилика. Да. Докторке, вие дали сте задоволни од улогата на жените денес? Јас сакам да се надоврзам прво на Сузанината дискусија, да ја кажам ситуацијата во пензионерските здруженија кај нас. Например, ние во Истокот, ќе кажам, дека имаме председателки на пензионерските здруженија, значи во Делчево, Виница, Кочани, Струмица. Значи, на некој начин да успеавме жените со својата работа, со својата посветеност, да се наметнеме през другите пензионери, за да можеме да се избориме за оваа наша положба, да кажем. И мислам дека и во иднина овој тренд треба да се задржи и понатаму, заради тоа што се покажа дека сите тие здруженија каде што е жена председател на здружението, сите подобро работиме од во сите здруженија каде што се наши. Заради тоа што ние знаеме дека жените сме малку пошпарливи, повеќе си гледаме за домаќинствата и така, и се понашаме и тука и во пензионерските здруженија домаќински. И заради тоа сите располагаме, значи сите здруженија имаме доволно пари, не само да ги реализираме програмите кои што со кои што сме задолжени од Сојузното здружение на пензионери на Македонија, туку имаме пари кои што ни преостануваат
и кои што пари ние ги чуваме за не дај Боже за некои тешки денови да не треба да се помогне на некој човек, например, ги створим у куќата на некој пензионер, треба да се даде да се помогне. Да, и тоа е тоа што, например, ние секоја година редовно им даваме на пензионерите известна сума пари и ги помагаме. Не е таа сума не знам колку, важно секој пат излегувате во пресвет. Еве да го искористиме вашето искуство и вашата кариера долгогодишна. Да не вратите малку низ времето. Како било претходно? Колку им било тешко на жените? Која била улогата на жените вие која бевте млада? Прво, Даниела, да кажам дека јас кога завршив педиатрија специализација, имав многу предизвици. Прво, најпрвен, па и може би и ти си затекнала тоа време кога сите и возрастните, и старите, и изнемоштени, и туберкулозни болни, и сите, и децата се гледаа на исто место. Јас прво кога дојдов како педиатар се изборив за таа ситуација да можеме да ги гледаме баш ка возрастните, да се селектираат. Меѓутоа, во терапијата секој лекар си е работил според неговите знаења, според неговите можности и така. Јас можам само да кажам нешто во врска со одгледувањето на децата тогаш и сега. Тогаш мајките многу повеќе и внимаваа на исхраната на децата, на домашното лекување, на се друго што ние лекарите им го препорачувавме. За разлика, например, од денешните мајки, јас многу пати тоа и сум покажувала на телевизија или на други подкасти, дека можеби заради тоа што повеќе се запослени, па не можат да му обрнат толку внимание на своето дете, гледат на што пократок рок да го излекуват. Морам да кажам дека порано, например, ќе се разболи детето, грлцето му е црвено, ќе кажеме мајката дома ќе му заврзе ракијичка, да речеме, на грлцето и до утре како цвеќенце, оно ќе се оправи. Денешните мајки гледат, ако качи малку температура, значи гледат веднага да идат на доктор, да му дадат антипиретик. Дома да не му свари една супичка или тоа. Најнормално е мајките дека треба секој дете што качи температура барем 3 дена, мајката дома сама да си го гледа. Да менаџира температура, па после да потражи помош од лекарот. А не само што се разболи, ако качи температура 37, веднага се врши притисок на доктора да му се даде антибиотик, да му се дадат лекови или слично. Лека порано не беше така. Мајките дома ќе ги масират, ако не бива, тогава ќе го донесем кај нас на доктор. Може заради тоа што имаше помалку персонал да е било така. Од друга страна, искам да укажем на друга појава, што е многу така, мисля дека многу неповолна за нашите деца, сега што растат. Најлесно е на мајката со тие телефоните да го уклучи телефонот, да го стави пред детето и да му стави и детето гледа и едноставно да јаде, да не жвака се на телефоните. Исто така искам да им порачам на мајките дека треба таа навика постепено да одвикнуваат, повеќе да се обрнуваат на децата, физички да ги ангажират, да ги шетат и со това ќе е поголем подарок на детето, отколку што ќе му е подарок телефону или не знам што друго. Ова е добре дојден совет. Само ако дозволите, јас би позборувала малце само околу тие, еве сега докторката што го кажува за разликите меѓу младите жени денеска и младите и жените од постарите генерации, кога тие пак биле млади. Значи, тие разлики се резултат на некои обшествени, културни, традиционални и други промени, но јас сепак би рекла дека сите тие разлики нема да ги гледаме на подобро или на полошо, едноставно само ќе ги нотираме
Кои се тие разлики? Значи, во пристапот до информација и технологија сега ги прават младите жени поразлични од некогашните жени. Тоа што го рече докторката околу, еве ќе го спомнам, лекувањето, денешните жени за било што првиот пристап до информација ќе го побараат на интернет и на Google и ќе се лекуваат или пак било за кои домашни работи ќе бидат, додека жените од постарите генерации тие информации, тој пристап до интернет го немале и можеби затоа е таа разлика во пристапот и во односот кон семејството и кон воспитувањето на децата. Исто така и образовните можности сега се многу поголеми, затоа и денешните жени се многу позафатени, можеме да речеме, бидејќи секој стреми кон подобро образование, кон обуки, неформални, формални, кариера и така натаму. Од друга страна пак тој општествен притисок и очекувања некогаш биле многу помали, сега се поголеми. Сега се многу повеќе очекува од жената, од мајката, од него како што било претходно. Значи, ако некогаш јавниот простор, еве и тоа денеска што го работиме, бил не непристапен, но не бил толку дозволен за жените, сега тоа е многу подруго. Но една друга работа мене ме загрижува, тоа што денешните жени ги се раководат од некои идеализирани стандарди кои што ги гледаат на тој интернет, се стремат да го постигнат тој стандард, но во несоодветни услови, јас би рекла. Тоа само Да. Начнавме една тема, зборуваме за родовите улоги, поделбата, одговорност, улогата на жената во семејството, но сепак јас би сакала да зборуваме од аспект, еве, како младата жена, кои биле нејзини ограничувања во вашето време, кога вие сте градили кариерата? Види, Даниела, јас кога почнав со работа, имаше една многу голема разлика, како да речем, од понашањето на тогашните жени и понашањето на денешните жени. Заради тоа што во тој период ние знаеме дека јас имам 40 години работен стаж и сега сум колку години пензионерка, многу малку жени беа запослени. Сето тоа што тие беа едноставно економски зависни. Дали беа економски зависни од сопругот, или пак од дома, од свекрвата, свекоро или слично, и тие обично не можеа да реагираат соодветно ниту за своето дете, а камоле да замислат дека нешто друго да направат и да променат. Тука беше важен збор на сопругот, ако рече дека детето ќе се носи на доктор, ќе се носи, ако рече свекрвата дека нема да се носи, нема да носи. Додека после тоа, праќајќи ги жените, почнаа да се отварат различни фабрики кај нас, конфекции, тоа почна да се едноставно да се зајакнува економската моќ на жената со примањето на редовно примање на плата и веќе приметував дека односот на жените почна да се менува, така да тие почна едноставно да го кренуваат гласот прво во фамилиите, па после и во општеството. А инаку пред тоа беа многу економски зависни. А чим си економски зависен било од кој, знае се дека мора само да слушаш, друго не можеш да делуваш. Сузана спомна дека најголема разлика направило образованието, технологијата. Колку лесно може жените да дојдат на функција во ваше време? Во моје време малку беше потешко да се дојде до функција, а исто така и уште не беше, например, во руралните подрачја, уште не беше развиена толку свеста дека треба децата да се праќаат на школа, да се школуваат. Ретко, например, тогаш од некое село, некој по, да не реча, некој по варда луѓе од ги испраќа нивните деца на школување. Не само на
основно образование, туку средно да завршат или факултет, и заради тоа во тој период беа многу ретки луѓето кои што завршуваа со факултет, со образование. После тоа некако свеста на луѓето малку се промени. Се разбира, тука игра улога и телевизијата, радиото и се тоа што ги слушаа предавањата, така да се смени и тогаш почнаа да се праќаат и децата на школу, да се школуваат прво средна, па на факултет и така. Да го искористиме вашето искуство, посебно комуникацијата што ја имате. Би рекла со секое семејство во Делчево. Дали жените од руралните средини денес имаат повеќе можности од колку порано? Тука нема збор. Сега жените во руралните подрачја се малку, не малку, туку многу се понезависни и имаат поголеми можности. Затоа што, например, од моето село, јас сум од село град, скоро половина од жените си работат по фабриките, потоа се вратат во селото и си ги вршат и земјоделските работи, но со тоа се понезависни од фамилијата и од сопругот. А чим си понезависен, можеш да си кажеш се што мислиш и да направиш, едноставно да се спротиставиш на некои работи на кои што порано не си ни помислувал дека можеш да се спротиставиш, можеш само да трпиш. Да. Би сакала сега да преминиме на вториот дел од разговорот, малку да проговориме за жените лидерки. Како би ја опишале улогата на жена лидерка во една заедница, Сузана? Ќе ви одговорам на тоа прашање, но сега еве се поттикнав од дискусијата на докторката за како дали жените повеќе биле заинтересирани на функции, да бидат на функции некогаш или денеска, или да имаат некаква позиција во општеството. Јас би рекла дека од сите истражувања што ги имам правено, дека порано тоа неформално лидерство, посебно на жените, било многу позастапено од него денеска. Значи, накратко само ќе го објаснам поимот, значи неформалното лидерство е еден вид лидерство што не произлегува од некаква позиција, титула, функција, туку едноставно лидерството на жената или на некој друг во општеството произлегува природно од групата и авторитетот и влијанието што го има во самата заедница и во групата. Додека денеска единствено тоа што се цени е само лидерството и позицијата што ја има човекот и жената од самата функција. Значи самата функција, самата позиција, самата титула влече и влијание. Според мене тоа е по-недобро, еве ако веќе разговараме за како било и што било, од него да бидеш ти неформален лидер во твојата заедница, дали ќе биде во, еве тоа повеќе ќе го зборувам за младите, ти ако бидеш неформален лидер во твојот клас, во твоето мало, во колективот кај што работиш, е многу позначајно и поголемо влијание имаш од него некој што ќе биде изберен за председател, еве например со децата во класот, но никој нема да го почитува и никој нема да го слуша неговото мислење. Сега за улогата на жената лидер во заедницата, тоа е многу слојна и суштинска тема која што мора да таа жена лидер, за да биде лидер, треба да комбинира неколку своји карактеристики, тоа да има емпатија, визија и ангажман за општо добро. Значи, таа жена треба да биде промотор за еднаквост и инклузија. Не да исклучува, треба да биде промотор на еднаквоста и инклузијата, да биде глас на заедницата, посебно на тие луѓе кои што се помалку слушнати во заедницата, да има добри комуникацијски вештини. Затоа и кога зборувавме еве за разликите во технологијата и интернетот, денешните жени имаат поголема можност да посетуваат обуки за да ги зајакнат своите комуникацијски вештини, за да ги зајакнат своите
вештини за тимска работа, за лидерство, ако некој пат жените гледале само од примерот на некоја друга жена која што била лидер, дали ќе биде од позиција или не од позиција, денеска жените имаат многу поголема можност да се стекнат со такви вештини, за да се изборат да бидат лидери прво во заедницата кај што живеат, па понатаму да се стекнуваат со низа функции кои што ќе бидат понудени. Да. Жените можат една на друга да видат инспирација, но сепак како ние, во овој меѓугенерацијски наш разговор, што мислите, како да се зајакне женската солидарност и поддршка? Мислам дека тоа е многу битно прашање. Искам да прашање. се надобразам на дискусијата на Сузето. Јас ќе го кажам мојот пример. Ја во амбулантата работев 40 години, за тие 40 години јас не поднесов ни еднаш молба да бидам директор. Значи, ама мислам дека сам од групата на жените кои што ги нарече Сузето неформален лидер. Да. Ама знаете зошто бев неформален лидер? Заради тоа што комуницирав еднакво со сите. Јас не ги делив, ниту по ништо не ги делив сите. Учествував во работата со сите. Ако требаше да се дое прековремено, прво јас ки се пише. Ако немаше доктор на брзата помош, јас ки се пише дека треба. Значи ја на тој начин се наметнав да некои луѓе го слушат мојот збор и ќе ми е криво ако некој друг не се од новите колеги не го продолжи това да го прави, затоа што ја ви викам за време на работата ја не сам имела никаков проблем, ни со лекари, ни со сестри, ни со чистачки, со никако, заради това што едноставно некако со това што еднакво ги третирав, што работех постојано, некако успеах да им се наметна на сите, воопште да немам никаков проблем во организацијата на мојата работа. Било во вакцинациите, било во советовалишто, било кога работев со болно дете. Значи, на еден начин со работата, жената треба да се наметне за да може да околината да прифане како неформален лидер и да може да со неа да... Ја мисля дека вие влијанието го имате од вашето искуство и знаење и со работата, а не од позицијата. А не од позицијата. Ја не сам бил на никој пат директор и не сам. Да проговориме за солидарноста, поддршката. Јас, например... Како да ја закриме таа женска солидарност? Да. Јас, например, сум отворена за соработки со младите колеги и вие знаете дека длго време немаше тука педијатар. И за тој период ја гледах колку мога да им помогна на општите лекари со моето знање и со моето искуство да им помогне и децата скоро 30 години додека да специализира колешката што е сега педијатар. На тој начин искав да се солидизирам со младите, за да могат да им помогна да можат да... Затоа што е тешко со дете да се снајде, тешко е да се снајде. Меѓутоа, од друга страна, сега гледам дека ја немам одговор од другата страна. Јас сум секогаш отворена за соработка, додека младите они не са отворени за да, например, ми се јави и да ме попита и да ме консултира за нешто. И чим едната страна е не заинтересирана за соработка, тука нема што да се прави. Нема што да се прави. Затоа што они мислат, едноставно мислат дека јас ќе думам само за од страна на таа работа што сам ја работила. Пример, јас кога работех како општи лекар, со това што прегледах едно грло и знам да му напишам еден сируп и речеме пеницилин или се това, мислех дека знам целата медицина. Додека кога одех на специализација и кога почнах на педиатрија, кога гледам ја колку работи, ја не сам знаела, ја тогава видех дека ми треба на мене многу голема помош, многу, и ја тие 5 години што бех там, гледах максимум да ги искористам. И од секој купувах знање, од секој купувах занаат, додека јас сега гледам дека младите не са
не се толку заинтересирани за таа соработка, да купуваат знаење, да соработуваат со постари колеги, со постари това. Затоа што викам ја на секој професор му се под кожата му се наврех за да можех нешто да научам. Да. Што мислите, Сузана, за женската солидарност и поддршка? Женската солидарност секој пат била тема на нашите меѓусебни разговори, било со кој, дали со стручни лица или меѓу нас жените кои ќе разговараме, и секој пат ќе кажеме зошто отсуствува таа женска солидарност кога ќе се работи за некоја жена која што треба да биде поставена на некаква функција. Јас би рекла дека повеќе тоа отсуство на таа женска солидарност произлегува од тие политички идеологии што ги имаат жените, било да се работи од било која политичка партија, и едноставно тука највеќе затајува таа женска солидарност кога се работи за избор на жени лидери, било за што да биде. Предрасудите не влијаат толку многу како што влијае таа политичка определба, но јас би рекла отсуството токму на тие неформални здружувања на жените од сите табори, од сите партии, од сите заедници, отсуството токму на тоа здружување е таа алка што недостасува во таа женска солидарност. Бидејќи, ако ние се здружиме еве сега под здружението Жена, или нека има уште 10 такви здруженија во општината, ние таму ќе бидеме жени од сите политички партии, од сите политички идеологии, и тука тој, јас би рекла дека ќе биде надминат. Мене повеќе ме загрижува тој говор на омрза што се јавува токму на тие медиуми сега, социјални медиуми, жена против жена. Значи, тука треба да се поработи и медиумите тука да помогнат, и невладините организации, па и ние жените како сами жени да помогнеме барем тоа да биде не минимизирано, туку искоренето, воопшто да го нема, не само против жените. Таа е и разликата кога зборуваме зошто некои жени не се нафаќаат на некаква функција. Колку и да бидат убедувани, не се нафаќаат. Големо дел од жените што имам јас разговарано е токму поради тоа што се плашат за својата безбедност и безбедноста над своето семејство, токму од тој говор на омраза што се јавува на тие социјални медиуми, и едноставно ја немаат таа, како да речам, поддршка за да стапат на таква функција. Значи денеска зборуваме и за бариери кои што се наметнати на жените за тие поактивно да се вклучат во заедницата. Тоа е едно од основното прашање, би рекла, нешто што ги врзува за земја жените, за да не се активираат. Предрасудите, пак ги споменам, во една средина, економската зависност, има многу голема лепеза на зборови, бариери. Сузана има право, затоа што ние сите например, ако се кандидира една жена, било за која функција, ние сите што ќе идеме да гласаме, ние ќе питаме прво од која партија. Мисля, реално е това. Не може никој да му не даде. Ама прашувам и чија е. Е така, и чија е, и од која партија. Она од ВМРО ја не ќе да гласам. Другата од СДСМ и не ќе да гласам. Наши одговори сите. Ние што вика Сузето, ние требени некој да не организира жените. Ние немаме организатор кој да не организира жените. За да имаме ние, да си имаме ние жените наш представник. Како да ги охрабриме жените за да бидат поактивни во заедницата? Еве, јас нека биде еден апел до младите па и до постарите жени. Значи, прво, доколку жената е добро обучена, добро образована,
поседува знаење од повеќе области. Значи, тука нема пречка која ќе ја спречи да напредува во својата кариера, да напредува во околината, во заедницата каде што работи. Поддршката, тие традиционални вредности што ги зборевме и претходно, значи треба да има прво поддршка од семејството, значи тука е многу битно семејството прво да те поддржи, за да ти можеш да градиш некоја кариера и да соработуваш, да работиш на тоа поле. Од друга страна, можеби и некоја бариера ќе биде и тоа нетранспарентно членство на тие групи каде што ќе може една жена да се издигне на повисоко ниво. Значи, таа нетранспарентност во било кој избор доведува до пасивност на жените. Ако сите постапки за било кој избор се многу по-транспарентни, учеството ќе биде многу поголемо на жените. Од друга страна, што ги спречува жените? Тоа што не можат да најдат еден баланс на работните обврски дома и во заедницата. Значи, колку повеќе тоа што го зборев, поддршката од семејството тука е многу битна, затоа ние како мајки треба да ги воспитуваме нашите деца, дали се работи за синови или за ќерки, уште од мали, дека поделба на улогите и на работите во семејството нема на машки и на женски. Тогаш и жените, па и мажите, ние зборуваме сега за жени, но во многу семејства и мажите ја немаа таа можност за да можат да градат своји кариери. Така да тоа се некои работи кои што ги спречуваат. Од друга страна, кога ќе зборувам со некои жени, ќе каже дека и тие тајминзи што се закажуваат со станоци, средби, значи се едноставно недостапни за жените. Ако речеме дека ние треба да идеме во Скопје на некој состанок, било за што, или на некоја обука, на нас не треба да се разбереме многу време од Делчево да стигнеме на тој состанок, да се вратиме, ни треба превоз, дали жената вози или не вози. И се тоа бариери кои што ги спречуваат жените да се поактивни во тој општествен живот. Само сакам да се надоврзам. Разговарајќи така со младите кои ќе доаѓаат кај мене, кај децата, како и многу да немат желба да се уклучуваат во тој општествен живот. Така, задоволни се со тоа што го имаат, што го постигнуваат. И некако кај младите не гледам некоја поголема желба да постигнат повеќе, да напреднуваат во кариерата. Посебно во тој во таа сфера, во општествениот живот, заради тоа што мислам дека со таа подоба што направиме у Македонија, што викам ја ујдуши попреку, сме поделени, дека тоа влијае малку и на психичкиот, менталниот склоп на жената, за да така се понашат дека не се заинтересирани за функции или така да се вклучат во општествениот живот. Го наметнавте ова, бидејќи пак и подолго време ние веќе овој разговор би сакала да завршиме со пораките, па ќе почнам од вас, докторке. Која е вашата порака до помладите генерации? Вие за тоа и го... Па јас би порачала на младите генерации дека на нив останува еднината. Еднината е во младите, не во нас старите. Треба да продолжат таму каде што ние сме застанале. Треба да имат повеќе амбиции, да се вклучат во општествениот живот, заради тоа што тие се млади, можат да ги направат многу промени, многу поголеми чекори, со кои што ќе обезбедат подобро идење на нивните деца. Не треба да се плашат од предизвиците кои што доаѓаат со врските, заради тоа што тие се млади, можат и поголем терет од нас да водат, а ние ќе им бидеме секој пат зад нив и ќе им помагаме.
Да. Сузана, Јас, каква порака би пратила? Еве, ако дозволите, би одредена? искористила неколку изјави, изреки на многу познати жени, лидерки кои што го кажале пред многу години, па тоа и нека биде една порака до младите. Мерлин Моро рекла вака: жените кои бараат да бидат равноправни со мажите имаат недостаток на амбиции. Маргарет Тачер рекла вака: доколку сакате нешто да се каже, побарајте го тоа од маж. Доколку сакате нешто да се направи, побарајте го тоа од жена. Голда Меир исто рекла: не можам да кажам дали жените се подобри од мажите, но со сигурност можам да кажам дека не се полоши. Еве моја некоја порака до жените воопшто би рекла: биди промената што сакаш да ја видиш во околината. Биди ти промената што сакаш да ја видиш во околината. Ние мора да почнеме да се менуваме ние прво, па после да ја менуваме околината. Благодарам. Да, ви благодарам и на вас. Ке се согласите со мене дека ние сепак успеавме во овој меѓугенерацијски разговор да докажеме и да покажеме дека жените имаат моќ да влијаат, да менуваат и да создаваат подобро општество без разлика на годините и професијата. Ви благодарам за вашето учество, почитувани, ви благодарам за вашето внимание. Се гледаме наскоро со следен подкаст.